Почитувана подпредседателка на Македонското собрание, госпоѓа Весна Бендевска, почитувана председателка на Комисијата за култура и туризам, госпоѓа Саранда Имери Стафај, почитувани уважени колешки и колеги пратенички и пратеници, почитувани декани, професори, истражувачи и влюбеници во македонскиот јазик. Денес, кога го одбележуваме 5 мај, Денот на македонскиот јазик, стоиме пред еден од оние ретки историски моменти кои ја дефинираат насоката на духовниот и интелектуалниот развој на еден народ. 80 години од објавувањето на македонската граматика од Круме Кепески значат 80 години систематско осмислување на јазикот како темел на образованието, науката и културната самосвест. Јазикот во својата суштина представува повеќе од средство за комуникација. Тој е облик на мислење, механизам на разбирање и простор во кој се гради односот кон светот. Во образованието, јазикот ја има улогата на примарна структура на знаењето. Преку него се поставуваат прашањата, се формулираат одговорите и се создава логиката на аргументацијата. Од тука, изучувањето на македонскиот јазик не е помошна дисциплина, туку јадро на образовниот процес. Во тој контекст, граматиката представува највисок степен на јазичната свест. Таа не е механички збир на правила, туку систем што ја открива внатрешната организираност на јазикот. Со граматиката, јазикот престанува да биде само средство на изразување и станува предмет на знаење. Токму во оваа точка се вградува значењето на делото на Круме Кепески. Неговата македонска граматика го означува преминот од јазик што се употребува кон јазик што се разбира. Со прецизно систематизирање и морфолошките и синтаксистичките структури, Кепески создава модел што возможува јазикот да се изучува методолошки, а не спонтано. Разработката на глаголскиот систем, например, овозможува јасно разграничување на временските и модалните значења, што ја прави мислата поостра, поразбирлива и попрецизна. Таа прецизност не е само јазична вредност, туку образовна неопходност. Со ова дело се поставуваат темелите на јазичната норма, а со тоа и на образовниот систем што почива врз неа. Јазикот станува средство преку кое се предава, се учи и се создава знаењето. Овој процес воспоставува континуитет од првите училишни чекори до научната мисла. Јазикот останува стабилна основа врз која се гради интелектуалниот развој. Изучувањето на македонскиот јазик во таа смисла значи влегување во еден уреден систем на значења. Преку него се усвојуваат поимите со кои се мисли, се формира способноста за анализа и се развива критичкиот однос кон стварноста. Јазичната компетенција не е ограничена на правилноста на изразот, таа представува способност за јасно мислење и одговорно говорење. Во современиот свет, каде што комуникацијата е брза, а влијанијата се силни, значењето на систематското изучување на јазикот станува уште понагласено. Само јазик што е длабоко разбран може да биде отпорен, функционален и развоен. Без јазична стабилност, образованието губи дел од својата суштина, а мислата ја губи својата јасност. Затоа, делото на Круме Кепески не припаѓа само на историјата. Тоа станува активно присутно во секоја училница, во секој учебник, во секој обид за јасно и прецизно изразување. Неговата граматика продолжува да действува како интелектуален инструмент што ја обликува јазичната култура и ја насочува образовната практика. Денешниот јубилеј не обврзува на свесност. Јазикот не обстојува сам по себе. Тој се одржува преку знаење, преку грижа и преку систематско изучување. Образованието ја има клучната улога во тој процес.
затоа што токму таму јазикот се претвора во свесна вредност. И затоа, кога зборуваме за македонскиот јазик во образованието, зборуваме за основата врз која се гради иднината. Зборуваме за способноста на едно општество да мисли јасно, да создава уверливо и да комуницира одговорно. Зборуваме за јазик што не е само наследство, туку активна сила. Таа сила има своја научна форма, своја структура и свој почеток во современата традиција. Еден од тие почетоци е токму делото на Круме Кепески. Оттаму, да го чуваме јазикот, значи да го разбираме. Да го разбираме, значи да го изучуваме. А да го изучуваме, значи да ја градиме иднината врз сигурна и јасна мисла. Ви благодарам. Нека е за многу години.